Здраво, дечки! Како што ви видите, веднаш по официјалното представување, сега и на тест имаме новата Шкода Скала. Секако, пред да продолжам, направете сабскрип на нашиот канал, за да бидете известени секогаш кога ќе имаме ново видео. Уште на самиот почеток би сакал да им препорачам на ривалите на Скала, си земате на ваква тефтерче, добро, не мора баш вакво исто тефтерче брендирано на Скала, но си земат да си препишат некои едноставни и паметни работи кои што ќе ги видат за кратко внатре, да ги се навистина корисни. Океј, сега може да се вратам. Што направи, Фичо? Океј, сега може се вратам на дизајнот. Шкода во изминатиот период навистина го промени својот имидж и сега со Скалата се искача дополнително за уште едно скалило погоре. Не го кажам само јас ова го потврдуваат и од Red Dot, кој што ја дадоа престижната награда за дизајн. Навистина изгледа многу убаво, ептен секси, нели? Однапред ми се допаѓа што е поагресивен, изгледа поспортски. Од страна да, ќе се согласам, задниот дел изгледа малку каравански, отстапува од оној типичен хетчбек изглед, но мене ми се допаѓа и изгледа доста убаво. На задниот дел во понапредните опреми, овој дел тука, каде што гордо се испишани Шкода буквите, е исто заедно со стаклото и па и дури и сега завршуваат убаво во иста линија заедно со светлата. Кога сум веќе кај багажникот и да ви го покажам. Багажникот има 470 литри капацитет. Огромен е и е најголем во својата класа. Дури за 100 литри е поголем од голем број на негови ривали. Огромен е, нели? Задниве седишта, ако сакате дополнително, нели, да имате поголем простор, можете ги спуштите. Можете да го спуштите и со возачкото седиште за подолги работи ако треба да пренесете. Ми пречи тоа што тука не може да се спушти средишниот дел, пример за ски, ако пренесувате или некои слични предмети. Секако тука ги имате сите овие куќи за качалки, имате приклучок за струја, имате простор за нешто ситно оставање од страна, имам како мали джепчиња. Подот не е рамен во ова опрема заедно со ивицата на браникот, но ми се допаѓа тоа што овој под е двостран, што значи дека од едната страна е текстил, од другата страна е гумиран, кој што сега го направи Фича. Тоа значи дека дополнително не треба купите гумиран под, што е супер. И уште една работа ми се допаѓа, тоест тука би требало да има мрежа и исто така и доле, барем во опрема пишува дека ја има. Мрежа која што е попрактична, се закачуваат, се прикачуваат работи и е навистина окей. Не знам зашто ја нема тука, да, ваква мрежа, Фичо, во право си. Други, сега кога сум веќе околу практичноста, мора да ви покажам неколку работи кои што навистина ми се допаѓаат. Тука, ова е веќе стандард за Шкода. Фала ти, Фичо, тоа си стои тука. Ова е стандард за Шкода. Гребло за мраз во оние земски услови. Исто така, тука има и опција за мерење на длабочината на шарата на гумите или можете да користите како лупа, повели Фичо, после го вратиш назад. Сега само Фичо да отвори хубата. Сакам да ви покажам една многу интересна работа. Браво, Фичо. Ова инка, односно капаче кој што се прави да биде инка за средството за брисачи. Доста практично, доста уникатно. Браво. Друга работа, значи не е крај, има многу практични работи. Во случај ако ви заврне, што сега не е, ама во минатата епизода мене ми се случи, како во Rolls-Royce, внатре во вратата си имате брендиран чадар на Шкода. Браво. Повели Фичо. Внатре, странично на седиштата имате
джепчиња. Имате джепчиња и позади, нели, нормално на самото седиште, но и овие странични кои што се типични за Шкода се доста попрактични и помагаат многу. Тука и оваа штипка која што јас ја користев за мојата икона, но Фичо ме поправи дека не било за тоа, туку било за картички за паркинг, за патарини, нешто слично. Ако си имате пезетка, ќе бидете навикнати на такви работи. Друга интересна работа е тука, кај шишињата, оставата за шишиње, во едната преграда има едни мали пластични гумички кои што го заглавуваат шишето и сами додека возите со два прста, како што ќе направам и сега, можете го отворите шишето без проблем да се напиете сок, вода, што и да е. Навистина многу интересно и практично. Да, знам дека се едноставни работи, но за еден ваков фамилиарен автомобил, за еден семеен човек, овие работи навистина помагаат и го леснуваат секојдневното функционирање. Веќе внатре можете да видите дека е доста помодерно, доста убаво. Искористени се многу меки материјали, барем тука на горниот дел. Надоле се веќе нешто поцврсти пластики, поевтина пластика, но е прилично квалитетно изработена. Тука го гледате големиот екран, ова е 8-инчен во дополнителна опрема. Во дополнителна опрема имате плюс уште еден, тоа е 9-инчниот екран. Како стандарден доаѓа 6,5-инчен. Многу инчи ви кажав, знам. Се надевам ме свативте. Екранот е окей, има подобри од него во неговата класа. Но имате опција да се поврзете со вашиот телефон, функционира сосем окей за сето она што ви е потребно. Ми се допаѓа што нема премногу копчиња, остануваат само оние тука за климата што се потребни. Имате голема остава за телефонот, имате големи остави во вратите, има многу мала остава во наслонот тука за рака. Имате два USB портови, кои што се новите USB-C портови. Од една страна е окей, бидејќи тоа е еднината, такви кабли ќе користиме, од друга страна па оние што немаат како мене треба да си набават ново кабелче за да може да си го полнат телефонот и да го поврзат со екранчето. И уште пред да се префрлам позади, мора ги пофалам седиштава кои што се навистина многу удобни и комфорни. Позади е истата ситуација во однос на седиштата како и напред. Прилично се комфорни и удобни. Многу ми се допаѓаат, искрено. Како што можете да видите, имам и повеќе од доволно простор за главата. Имам и многу простор за нозете, иако седиштето нели е наместено спред мојата возачка положба, имам многу простор за нозете. На средниот дел, нели ако се возите тројца, не ви треба тогаш наслонот за рака. На средниот дел, да, се седи нешто повисоко од другите две места, но е окей, имам простор за главата, имам простор за нозете. Тунелот е нешто повисок, но е прилично тесен, нешто слично како што го имавме во Сеатот, но сепак е удобно и може слободно да се вози на долги патувања. Ми пречи тоа што нема USB портови во ова опрема. Тука позади имате за клима уредот вентилчиња. И за родителите, бидејќи нели рековме дека ова е фамилиарен автомобил, вреди се напомене дека ISOFIX куките се доста лесни за наоѓање, доста лесни за пресврстување на детското седиште. Имате исто ISOFIX куки и на совозачкото седиште, кај што можете и напред да пресврстите исто така детско седиште. Сега може да дојдеме се повозиме. Откако ќе почнете да возите скалава, за кратко време ќе ви се потврди дека сепак ова е фамилиарно возило, автомобил кој нуди многу меко и комфортно возење, иако позадија нема онаа мултилинк суспензија, сепак голема разлика и да нема, речиси да не се приметува. Токму и затоа сметам дека
ривалите на скала ќе имаат сериозни главоболки. Под ривали сметам на Golf, Kia Ceed, Ford Focus, Opel Astra, Hyundai i30 и што многу други. Воланот и целиот управувачки систем се доста лесни и прецизни, сепак не се така забавни како оној во Фокусот, но низ град лесно се маневрира, на поголеми брзини, самиот волан има доволно тежина и за едно вакво возило сметам дека сосема окей. Менувачот исто така е доста лесен и прецизен, конкретно ова е 6 степен мануелен менувач. Во понуда покрај овој имате и 7 степен автоматски DSG менувач и двата се многу добри. Може би, лично јас, тука со овој мотор би одел и со DSG-то. Мислам дека ќе биде добра комбинација. Инаку, тука имам 1.0 цилиндричен турбобензински мотор со 115 конски сили. Моторчето навистина се врши својата работа. Доста брзо, доволно моќно, а и економично. На отворено троши некаде околу 4,5 литри, додека во град до 7 литри. Во понуда имате уште еден низ ваков мотор, но нешто послаб со 95 конски сили. Тој не ви треба. Имате и 1.6 турбо дизел мотор со 115 конски сили. Освен ако не поминувате многу километри на месечно ниво, тогаш и тој не ви треба. И на крај ја имате најмоќната верзија, 1.5 литарскиот турбобензински мотор со 150 конски сили, многу брз, многу моќен мотор. Во поглед на опремата имате два пакети кај нас. Тоа е Ambition, стандардното, што го имаме и сега, и Style, понапредното. Со помоќната верзија ќе има уште еден Dynamic пакет, но за тоа ќе зборуваме во нека друга прилика. Ми се допаѓа тоа што тука во оваа стандардна изведба имаме SOS копче, кое што се активира само во случај на сообраќајна незгода и можете самите да вртите доколку имате потреба од некаква помош. Исто така имам автоматска кочница, но исто така не фича, имам и асистент, не фича, тука имате систем кој го задржа автомобилот во сообраќајна лента. Исто така, во дополнителна опрема, тука конкретно сега имаме 17 инчни бандажи, оваа убава боја, екранчево, паркинг сензори и уште некои други ситници како хромлајсни и слично. Цената за целиот пакет чини некаде околу 17.000 евра. Океј, дечки, тоа беше новата Шкода Скала и нашата 7 епизода. Следете не, лајкнувајте и коментирајте. Се гледаме многу наскоро. Поздрав! Фича бе!